Еве сонце, убав сончев топол ден денеска. Ирина Пепелјуковска-Цветановски е подготвена да разговара со Александра Најдовска, инаку собственичка на медна капка. Еве сега ќе видите за што станува збор. Акција за садење на медоносни растенија. Добро утро, Ирина, и да го слушнеме и овој разговор во продолжение. Добро утро, Слободанка, добро утро, почитувани. Еве, убава најава од студиото од Слободанка. Ова утро ве поздравуваме од село Кучково, на една од локациите каде што медна капка ги чуваат своите пчели. Ова утро, како што каже и Слободанка, заедно со вас и со нас е Александра Најдовска, која што е собственичка на медна капка. Александра, добро утро. Ви благодарам што ова утро сме ние на ваш терен, на ваша локација. Овде позади нас се пчелите, кои што се во овој период веќе активни, односно им почнува нивната сезона, кога стануваат поработливи, се будат од зимскиот сон. Она што е повод за нашиот разговор е садењето, повикот на садење на медоносни растенија. Меѓутоа, пред да зборуваме за оваа акција, сакам за почеток да ве прашам накусо која е важноста на пчелите за природата. Добро утро, Ирина. Добро утро до сите гледачи. Многу ни е драго што сте кај нас на гости, баш тука на овој пчеларник. Благодарам што секогаш не поддржувате, што ги поддржувате младите пчелари. И да, тука сме со една многу убава цел да ги поканиме сите да почнат да садат медоносни растенија. Важноста и улогата на пчелите сметам дека секој треба да ја знае онака баш длабински, затоа што ќе се надоврзам со една реченица дека доколку пчелите изумрат, животот на земјата, тоест човекот ќе опстане само 4 години. Ето до толку е важноста на пчелите битна. И ќе напоменам дека за 75% од растенијата кои што се важни за исхрана на човекот, 80% од нив ги опрашуваат токму медоносните пчели. Значи, доколку пчелите не ги опрашуваат растенијата, ние ќе немаме храна. Овде позади нас се женски пчели, бидејќи тие се оние кои што ја вршат најголемата работа. Имате тука многу пчеларници, така се викаат. Сега, она што е ваша идеја и е за поздрав, за голема почит, идејата на медна капка е да акција, односно повик до сите оние кои што можат да посадат медоносни растенија. Ајде прво да кажеме малку за акцијата. Значи вака, првично ќе напоменам зошто е таа акција, зошто е толку важна. Важна е заради тоа што ние како пчелари сметам дека сме многу повеќе вклучени во тоа што значи глобално затоплување и колку тоа нанесува штета на растенијата, на нашата храна и на нашата иднина. И поради тоа е оваа акција за да се посадат медоносни растенија, за луѓето да имаат поголема свест дека треба да допринесуваат за пчелите, да има што да опрашуваат, да имаат храна и нормално да мислиме за својата иднина. Оваа акција ја почнуваме токму сега, бидејќи март месец е важен месец за пчеларството, заради тоа што, да кажам, еве, се будат пчелите и почнуваат да работат во март месец. Нормално во текот на целата медена сезона имаме многу растенија што може тековно да се садат. Меѓутоа сега еве ќе наброиме неколку што можеме сега да ги посадиме. Значи секој кој што би сакал да придонесе за себе и за својата иднина на било какво парче земја кое што го има, дали е двор, дали е тераса, посебно потенцирам во градските средини каде што на вистина имаме мал број на медоносни растенија, воопшто генерално на било какви растенија. Дали имате некое парченце през града, двор во куќата, значи има секакви растенија за секое место. Можете во сакси да си засадите рузмарин, лаванда, можете било какви цвеќиња, питом, костен, багрем, липа, глуварчиња кои што ги имате сигурно во тревници, завршуваат секогаш под косилка. Оставете ги, детелинка, да. Ние како медна капка, ете како чекор што сме го направиле оваа година, ние секогаш тоа го правиме, меѓутоа еве оваа година позади нас, заради тоа сме и тука. Имаме нива која што се гледа, која што е целата насадена со експанзета, тоа е на многу медоносна детелина.
и се надеваме дека ќе придонесе за поголема храна на пчелите и дека ќе имаме многу повеќе мед. И која што има многу убава розова боја. Многу убава розова боја, да, и ќе биде едно прекрасно поле со цвеќе и се надевам дека ќе ни дојдете и тогаш на гости да го видиме резултатот на оваа акција. Александра, пред крај на ова линковско вклучување, сакам да ве прашам дека има и луѓе кои што се од X причини и алергични на пчели и некои кои што се плашат од инсекти. Кои растенија не ги сакаат пчелите? Тоа е супер прашање, затоа што сметам дека луѓето кои што не ги сакаат пчелите или едноставно тие не се штетници, меѓутоа можеби се плашат или се алергични, па користат разноразни средства за прскање, користат апарати, да не го прават тоа. Цвекињата има и растенија што не ги сакаат, значи не сакаат цвеќе гераниум, не сакаат лале, не сакаат минт и ментол. Значи, оние не толку сладки... ги одбиваат тие мириси, ги одбиваат мириси и секое цвеќе што има издолжена форма. Сега, овдека сме ние облечени во маички од брендот Медна капка, ама она што го поседуваш на тебе е една дел од опремата на пчеларите. Еве може да демонстрираме пред крај во една минутка како тоа изгледа, како еден пчелар е облечен. Ето така. Ова е пчеларска опрема која што секој пчелар треба да ја има, меѓутоа верувам дека доста од пчеларите не ја носат. Пример, мојот татко не носи никаква опрема, бидејќи пчелите за него се љубов и не се плаши од нив. Така да ова јас повремено го носам. Така да тоа е тоа. Да, и ние сме овде на безбедно растојание од пчелите. Дојдоа малку да не видат, да ни посакаат. Добре дојдете така на почеток да кажеме дека тие не се затворени, туку слободно си се отворени сега и сега сакам само што да ве прашам колку пчели е потребно за да произведат, за да се добие од нив една тегла мед. За една тегла мед огромен број на пчели, значи милионска бројка на пчели, затоа што една пчела во својот живот од 45 дена носи 1/12 од кафена лажичка мед. Значи може да замислите не само пчели, него колку цветови они треба да поминат за да го соберат тој нектар и да го преработат во мед. И нивниот живот е 45 дена. Да, многу краток, а за тој краток живот носат нешто што за нас значи живот. Така е. Така, ето, одлична порака за крај. Благодарам што ова утро бевме ваши гости овде на ваш терен. Ние полека почитувани се одјавуваме од овде, од село Кучково. Слободанка, ако имаш некое дополнително прашање да слушнам, ако не се гледаме во телевизија. Немам прашање со оглед на тоа дека слушнав убав разговор и она што еве убаво од нивна страна за акцијата, да садиме медоносни растенија се за доброто на пчеличките. Секогаш ги сакав пчелите, кога бев имала си има фондо на торбата со пчеличката Маја. Како и да е, благодарам уште еднаш.